100% месо, 0% тајна. Домашна салама. Во вода ставаме 5 бутки да се сварат. Една главица кромит исечена на 4. Еден морков. Една лажица сол. Неколку зрна бибер и неколку ливчиња ловоров лист. Оставаме убаво да се сварат сите состојки. Не би било лошо со лажица да се отстрани пената што е на површина, нормално, што ја испушта самото месо. Не ни е потребна. Прекрасно. Епа, пилешките копани ни се сварени, затоа сега и ќе ги отстраниме. Исто така и зеленчукот, значи кромидот и морковот. Ќе ни бидат потребни. Исто така и бујонот многу ни е потребен за овој рецепт. Како копаните убаво се изладија, ќе ги отстраниме од кожата и од коските. Нормално, потребно ни е само месото. Ќе оставиме вака во некој подлабок сат, за потоа да можеме побаво да го блендираме. Во истиот сат, каде што го ставив пилешкото, ќе го ставим и зеленчукот. Односно морковот и кромидот. Ќе додадам и сок од цвекло. Тука имам сок од едно цвекло. Сокот од цвеклото го додавам за да добијам поубава боја. Ако сакате и не морате. Сокот од цвеклото не го менува драстично вкусот на целата салама, само му дава една убава боја. Боја на природна убава салама. Од пилешкиот бујон ќе зачуваме само 700 мл. И во тие 700 мл ќе додадам 7 грама желатин. Убаво промешуваме. На почетокот ќе додадам сосема малце од бујонот кој што претходно нели ставивме желатин. Ќе почнеме со блендирање, а самата смеса ќе ни каже дали е потребно уште или е доволно. Мислам дека ќе треба уште. Да, треба уште. Додаваме уште бујон со желатин.
доволно е. Тука имам пластично шише кој што претходно го исеков брвот. Ќе ни послужи како одлична модла за нашата салама, домашна салама. Сега, целата таа смеса што изблендиравме, ја ставаме во нашата импровизирана модла. Ќе ја прекријам со алуминиумска фолија и вака спремната салама оди во фриждер на ладење отприлика 2 часа. Се гледаме подоцна. И ете, саламата е готова. Си ја доби својата посакувана структура. Сега е време да се тестира. Само внимателно да не ја искршиме. Да. Одлично. Искрено, знаете мене што ме фасцинира во оваа салама? Знам што јадам. На здравје!